Добар ден, ученици! Во денешнава училница ќе одржиме час по ликовно образование. Јас сум наставник Марија Богатиновска од Пробиштип и денеска на овој час по ликовно ќе научиме за слободно движење на линијата. Мотивот на овој час ќе биде летен одмор. Овој час е дел од темата цртање, а цел на часот е да научите да цртате цртеж со помош на слободно движење на линијата и да развивате чувство за естетика. Што ќе ви биде потребно за овој час? Значи лист од блок за цртање, молив и гума што е можно помалку да користите и разновидни предмети што ги имате дома, подоцна ќе ги обезбедите откако ќе ги видите видеата во понатамошниот дел од часот. Најпрво сакам да ве потсетам дека многу е важно кога цртаме да заземеме правилна положба на телото. Тоа значи да седиме или стоиме исправено. Еве како што е прикажано на оваа слика. Грбот да биде прав. Ниту да сме премногу наведнати, ниту пак премногу обтегнати кон назад и само со правилно држање на телото би можеле да направиме убаво дело ликовно. Исто така важно е и моливот да биде наострен, а ликовниот прибор и материјал правилно распореден. Како што се прикажани на овие слики, забележувате дека пред листот кај што цртаат учениците се поставени боичките, не се поставени до рацете за да можат да ги турнат и да ги истурат боите. Додека овде имаме дрвени боички што се прибираат во чаша и не се расфрлани низ целата маса, како што се, например, на овој цртеж. Вака не треба. Кога цртаме, значи треба да внимаваме на уредноста и на правилното користење на ликовниот прибор и материјал. Сега да видиме што значи тоа слободно движење на линијата. Правилната положба ја кажавме, знаете како правилно се држи моливчето, значи со раката ниту премногу стегнато, ниту премногу лававо. И кога ќе замислиме што сакаме да нацртаме, почнуваме значи да го движиме ниту премногу лававо, ниту пак премногу да притискаме со моливот. Еве овде се црта срце, овде можеме со брановидни линии да направиме некои бранови, понатаму може да се цртаат ливчиња, моливче, облаче, може да се нацрта дури и петле, без да го креваме моливчето. Тоа е слободно движење на линијата. Еве сега јас ќе ви покажам неколку примери што можеме да нацртаме со слободно движење на линијата. Можеме сами да си ја нацртаме својата дланка. Значи, доколку моливчето го држите со десната рака, што е најчест случај, левата ја поставуваме на листот и го притискаме листот и цртаме. Еве, може и кругче, може и правоаголниче со некаков предмет што ќе го најдете дома. Може да нацртаме, значи, да го отцртаме огледалцето. Еве, гледайте како слободно го движам моливчето без да го прекинувам. Еве, и ова ќе го нацртаме што личи на смајли или на сончогледче. Раката воопшто не ја кревам, го движам моливчето слободно по предметот, по рабовите на предметот. И сега ова што го добив е надворешната линија на предметите. Еве, и ова интересно шишенце од парфем можеме исто така да го отцртаме. Така ќе си најдеш некои предмети во домот што можеш да ги легнеш на листот и да вежбаш слободно движење на линијата. Значи, раката која што не го држи моливот, го држи предметот. Така, значи, по твоја желба ќе си одбереш, ќе повежбаш, а подоцна и сам ќе нацрташ она што е мотив за денеска, а тоа е летен одмор. Доколку сте биле на одмор оваа година, ќе нацртате, значи, нешто што потсеќа на плажа. Доколку оваа година не сте, па може би сте биле некоја од минатите години. Еве, јас
ви нацртав овде еден пример со слободно движење. Значи, забележувате дека овде слободно го движам моливчето и никаде не употребувам гума за бришење. Ете, значи нацртавме бранови, тоест море или езеро, сонцето го нацртавме овде, чадорче, крпа или лежалка, ова се кофички, кантички, лопатки на некое од децата и секако можеме да украсиме еве со слободно движење на моливчето, цртаме, еве ќе нацртаме една гума за пливање, а можеме да нацртаме и дечиња што се во вода. Еве со кренати раце, ќе им ставиме и по една гума за секоја сигурност. Едното дете ќе го нацртаме да гледа кон нас, а другото ќе го нацртаме да гледа кон морето или езерото, значи свртено со грб, еве му е косичката, гумата. И еве како изгледа, значи, на крајот цртежот. Твоја задача е да се обидеш да нацрташ приближно нешто вака, дел од летен распуст. Може да биде и твоето одење на гости кај некои роднини или баба и дедо, може да биде и дел од планина. Меѓутоа, најважно од се е да прикажеш твоја омилена случка од летниот распуст. Ти благодарам на вниманието.